Фрапантни податоци. Дури 20% од жителите на истокот фатиле странство за секогаш. Особено алармантна е состојбата во селата, каде процентот на иселени е поголем од 35%. Во последните 15 години значително е зголемен бројот на иселени високообразовни кадри, а 40% од иселените пред да заминат работеле во приватниот сектор. До овие податоци дошла виничката невладина организација ИНИ во склоп на проект за состојбата со миграцијата во регионот, со акцент на Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Луѓето заминале затоа што имаат многу ниски плати, бараат минималната плата на еден работник, не во администрација, него и во приватниот сектор да биде 500 евра, бараат луѓето да има помала партизација на институциите, бараат мултиинституционална соработка на сите институции на локално ниво, како што се бизнис секторот, нормално самите градоначалници, Агенцијата за вработување, потоа Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во истражувањето учествувале лица од регионот и иселеници на возраст од 24 до 35 години, возраст која секако е најпродуктивна на пазарот на трудот. Сепак, кога во прашање се парите, мал дел од нив би инвестирале дома. 52% дека воопшто не ни размислувале, а не пак дури да инвестираат. Од оние лица кои изјавиле дека би инвестирале, доминира дека околу 42% би вложиле до 10.000 евра, 9% би вложиле 15.000 евра, 4% би вложиле од 20 до 100.000 евра. 1% се надевам дека тој е некој бизнисмен што би можел да биде потенцијален инвеститор во Република Македонија кој што би вложил помеѓу 100 и 150.000 евра. За да се вратат назад, иселениците бараат сериозна институционална поддршка. Самите институции треба да се обединат и да креираат заеднички мерки за враќање на иселениците. Иселениците бараат уште нешто. Државата да овозможи истите иселеници од странство, преку аташејата, преку амбасадите, да можат да аплицираат за мерките кои што ги нуди владата и другите институции. Во склоп на проектот се направени 180 интервјуа, од кои 40 со граѓани од Зрновци, 61 во Чешиново Облешево и останатите во Виница.